Pero Антиш, Гечевски, потоа Владо Илиевски, едниот е официјален капитен, другиот е духовен лидер на оваа репрезентација, Тодор Гечевски. Потоа во позадината Димитар Мираковски. Гечевски не ги одигра последните надпревари поради повредата на левата рака. Секако првиот контакт ќе биде со најблиските. Тие најмногу, би се рекло, им недостасуваат на играчите во изминативе 30 дена, а и уште толку време за подготовки беа. Еве ги македонските херои. 12-те величествени слетаа во Скопје. Сега да видиме како ќе ги пречекаат граѓаните на Република Македонија. Ја би сакал да не ги заборавиме и оние кои што се во стручниот штаб, тренерите, Докузовски, Лазовски, Србиновски, Малкумина може би знаат и оној кондиционен тренер, италијанецот Сандро Бенкардино, кој јас сметам, моја лична оценка и на добар дел од колегите, дека физичката подготвеност одигра значајна улога за овој успех. Пак си ти Маријан постручен во тој дел, јас не можам да тврдам колку тие беа физички подготвени. Верувам дека дале максимум од себе и дека одлично се подготвувале, но верувам дека на следното европско првенство можеме многу повеќе. Во секој случај сега границата е поместена, обврските ќе бидат поголеми. Како мислиш дека се чувствуваат сега? Па не знам, ова е прв пат ваков дочек, ќе треба да ги чуеме нивните реакции. Секако нашите репортери ќе ни го доловат и тој момент. Капитенот прв во улога да го предводи својот тим. Честитам од името на владата и ги донесовте огромна радост. Министерката за внатрешни работи Гергана Николовска е меѓу првите која што ги дочекува на аеродромот. Заедно со директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазар Поповски, поранешниот олимпиец, знаменосец, на вчерашната пресконференција истакна дека посакува некој од овие кошаркари да биде дел од следните олимписки игри во неговата улога да биде знаменосец. Добре дојдовте. Честитки. Браво. Браво, честитки. Честитки за успехот. Честитки, браво. Честитки, браво, одличен успех. Талевска и Маријан Ников се уште во студиото на Сител. Кошаркарите со двокатните отворени автобуси, они се фактички на еден, ќе се упатат кон центарот на Скопје. Ова е повеќе илјади навивачи на аеродромот Александар Велики. Спектакуларно ги дочекаа македонските кошаркари за освоеното 4-то место на Европското кошаркарско првенство. Се забавуваат овие момци, заслужија да се забавуваат, заслужија ваков спектакуларен дочек. Се забавуваат и навивачите кои што ги дочекаа на аеродромот Александар Велики на новиот терминал. Во живо ли сме? Дали сме во живо? Да. Да, во живо сме.
Значи, како што можете да видите, одлична атмосфера. Се јавуваме директно од вториот кат на панорамскиот автобус, а ги имаме оние кои што направија чудо. Четврти во Европа, најголема работа досега што се однесува до екипните спортови и Македонија. Сега Предраг беше толку фин да ме слуша, така. Да видиме какви се нивните импресии од она што имаше можност да го видите и вие пред некоја минута, оној срдечен дочек на сите навивачи, барем на дел од нив. Предраг, првите импресии? Ќе го цитирам Владко Илиевски. Леле, луѓе, што направивте? Стварно свака час. Очекувате вакво нешто? Односно, дочекот и како се ќе биде организиран? Очекувавме нешто, замислувавме, ама ова ќе биде изгледа уште поише него што секој од нас замислуваше. Имаме многу моменти во животот кои што ги памтиме, сигурна сум дека ова ќе биде еден момент кој што ќе го памтиш додека дишиш. Ова е зацементирано на прво место кај мене, за другите не знам, другите имаат и деца и свадби, ја уште немам такви искуства, така да сега ова е нешто најбитно во мојот живот. Така, ти благодарам, продолжуваме понатаму, ајде да видиме. Ајде понатаму, има многу. Антиш, дали може? Сега е мал, вака ниска сум, не сум мала, ајде. Значи разлика 2,10 беше? Тука негде. Тука 2,10 и 1,76 м. Меѓутоа ќе се видиме и ќе се слушнеме. Најнапред честитки и твоите први впечатоци. Мислам, ме гледаш и мене сама и цела Македонија, ја дигнавте на нозен и извадивте од дома. Значи, што е она што ти го чувствуваш во моментот? Не знам, без коментар беше прво кога излеговме како постепено. Мислиме дека ќе се смалуват, се поише и поише се зголеми народ. Едноставно кога ќе видиш дека цел народ живе еден за друг, живе за успесите на нашиот тим, едноставно е прекрасно чувство. Прекрасно чувство си македонец во моментот и знам дека многу други држави сакаат да се играчи од другите држави како нас сега. Сите ни се за благодарија и ние им рековме дека ние играме за овој народ со срце, имаме одлична хемија и само заради тоа успеваме. Сите се љубоморни на нас. Има зашто и да љубоморат и умни, и убави, и вредни, и успешни, она што е најважно. И баш ка македонци, не? Македонци е најважно, тоа другото може да се поправи некако. Така. Ти благодарам, одиме и понатаму, значи... Кај Аце. Кој што се случи тоа што се случи, меѓутоа цело време беше со своите момци, Тодор Гечевски, Кавадарци, Македонија се горди на тебе, Тоше. Мислам дека сето она што би можело да не доведе до златото, сигурно ќе бевме први, доколку и Тоше беше со нас. Грешам или не? Не сум баш сигурен за тоа. Момците ја одигра, ја мислам, оној надпревар против Литванија ќе го памтам цел мој живот. Тоа беше сам еден многу тежок надпревар против домаќинот, против 15.000 гледачи. Одигра храбро, се држаа цело време и успеавме да дојдеме таму каде што сме. Мислам дека би можел да му помогнам, меѓутоа дека би можел да кажам дека би освоиле кој знае што, дека ако би бил јас, стварно не можам. Добро, скромноста е твоја одлика, меѓутоа реалноста е онаква каква што кажав јас. Час поскоро да заздрави оваа повреда и имаме уште некоја година да се подготвиме, па 2013 да одиме на медаља дефинитивно. Колко што знам, прво репрезентацијата ја очекуваат квалификации за Олимпијските игри. Така да одиме чекор по чекор. Значи, да видиме прво што може да направиме да се квалификуваме, мислам дека тоа би било еден огромен успех. Прво да се концентрираме на тоа. И мислам дека ова репрезентација има квалитет, има сили, има храброст да го направи тоа. Мора тоа да го направиме во твои Кавадарци, предпоставувам нешто вака слично. Па се надевам, колку што знам, после секој надпревар исто граѓаните излегувале на площадот и славеле. Сите мои пријатели, сите оние што ги знам, праќаа пораки, даваа поддршка за мене и за целиот тим. Го направивте, уште еднаш покажува, како што објавија светските медиуми, дека Македонија го остави срцето на теренот. Вашите први впечатоци по доаѓањето, по газењето на оваа македонска земја. Па ние скоро еден месец не бевме тука и многу работи слушавме што се случуваат, меѓутоа навистина дека човек не ги доживее, дека не ги види, не е свесен на она што се случувало баш тука.
Синоќа навистина бевме многу тажни затоа што бевме многу близко до медал, тоа ќе беше огромна работа. Меѓутоа, ова денеска што го доживуваме тука за нас е повеќе од секаков медал. Сега да ми дадете и златен медал, не би го прифатил за овде што не случи овој пресек и ова почитување од нашата Македонија. Значи, кога ќе дојдеш дома е најубавото нешто кога на тоа кога ќе те почитува нашиот народ, кога ќе те почитува, нема нешто поубаво. Навистина многу сум среќен и многу благодарен на овој наш народ и ветувам дека ние понатака ќе продолжиме да постигнуваме 100% добри резултати, затоа што не се важни само медалите и металите. Некогаш душата е поголема и пополна со народот. Ово сејно вашите очи кажува, се сигурна сум дека нашиот стимател дека го помогува тоа до публиката. Откога знаете дека одите на градскиот площад, најнапред во населбата аеродром, потоа на градскиот площад, дали можете да предпоставите колку народ има таму денес? Пак ќе видам искрен, значи јавно што го видов на аеродромот бев чудоневиден. Значи не знам што ќе биде, можам само да предпоставам, значи тоа се само предпоставки, меѓутоа навистина збунети сме малце сите, да ви кажам да биде возбудени, збунети. Благодарам на сите. Благодарам, јас и официјално ве канам утре наутро да бидете мој гостин во Многу тешко утре дека ќе можам да дојдам. Имате едно, благодарам. Значи, ќе дојдам сигурно, ама без најавување. Договорено. Ви посакувам убаво да си поминете и продолжуваме понатаму да малку да ги поздравиме овие луѓе, гледате колку се радуваме. Златете молам со камерата, само сврти се на таа страна на мостот, веќе првиот кој што не очекува до Скопје. Значи, следени се сите овие кои што живеат. Почит на нашите кошаркари. Бидејќи одиме во живо. Значи малку да ги видим и оние што помалку се слика. Така. Значи кажи ми, кога заминувавте од тука, верувавте ли на нешто вакво? Не, па сакаме само првата група да ја поминеме, а после што биде, ка биде, ама никога вакво нешто не очекуваше. Освоиме четврто место да играме полуфинале со Шпанија. Над преварот кој што ти ќе го помниш додека се жив? Со Грција и со Литванија. Дефинитивно најдобри такмици и најдраги победи до сега. Така. Бевме овде и гледавме што се случува после над преварите и после победите. Како вела дека 1000 зборови не може да заменат една слика, меѓутоа си од телевизија има направено снимки, ќе имаш можност да изгледаш како овој народ се радуваше на сето тоа. Се надам дека годините кои што престраат и благодарение на сиот ваш труд и сето ваше срце имаме можност уште многу вакви радости. Се надеваме. Се надеваме наредна година на Олимпијада и исто вакви работи ќе се случуваат убави работи. И благодарам. Каре, може малку да се сите. Соколов, како е? Супер, како може биде оваква атмосфера? Очекувано, неочекувано, предпоставувавте, меѓутоа не верувавте да колку искрено. Па предпоставувавме дека ќе има пречек, но вакво нешто искрено никој не очекуваше. Но благодариме на сите што го организира и на целата македонска јавност за поддршката во овие 20 дена колку што траеше првенството во Литванија. Кажи ми, после оние тешки надпревари, буквално сите беа тешки, кога нели секој надпревар значи одење понатаму или не. Што е она што ве држеше толку силно, вела дека таа хемија постои и тоа многу, така? Па да, не само сега. И у година за оваа наша репрезентација краси единост, хемија, другарство меѓу сите кошаркари што се воде заедно со стручниот штаб. За секој го смета како свој брат. Сите си помагаме ако некому е тешко, се бодриме на теренот. И се испостави дека тоа е клучот на успехот на оваа наша репрезентација. Така, во која населба живееш ти овде во Скопје? Не живеам ја во Скопје, јас сум од Кочани. Од Кочани, а овде во Скопје додека се дека представуваш? Овде представуваме во Александар Балас, со репрезентацијата. Така, значи само таму Кочанчани, дали сега ќе се радуваат, дали ќе те пречекаат, барем една ЕСП најде од ова што да се случи? Па не знам, искрено не сум запознаен, но се надевам дека ќе биде вака. Ќе видим. Оно што ќе направите заслужува многу повеќе.
Ти благодарам, Даре, и убаво да се поминеш овој ден и оваа ноќ, која што толку да траеш. Веќе ја гледате и сликата. Човекот за кој што многу ќе се зборува искрено, знам дека многумина ми заведуваат во моментов што имам можност овака да го прегрнам. Веќе што имав да му кажав, а во моментов само ќе го прашаме како се чувства. How do you feel now after this? I feel good. After the game, I was a little down, but since we came here, with all the people in the country, all the fans, all the people are very happy, so I'm better now. Јас само ќе ти кажам, ти благодарам за сето она што го направи за Македонија. Ме замоли многу да не дискутираме затоа што е многу уморен. Кажа дека се чувства прекрасно и само да подсетиме дека токму оваа момче кое што ги браетеше боите на Македонија остави една огромна трага во историјата на македонската кошарка со податокот што беше влезе меѓу првите 5 мина на турнирот. Најдобриот стрелец во Европа со постигнати 235 кошеви. Кавадарчани беа први кои што се сетија да му одадат почит и еден графит со ликот на Бо веќе го краси Кавадарци. Ѓорги, и што направивме? Што направивме, ние не знаеме што направивме сами. Мислам дека заслужено освоивме све ова што го направиме. Голем успех за нас, за целата држава, за спортот у Македонија. Повоќе беше со бронза да се вратиме, ама што е тоа? Спортот е таков. Така. Не можеш ностоп да добиваш. Она што остава најголем впечаток мене лично како новинар и како телевизија што имаше можност да го следи ова првенство, никогаш не ги заборавивте навивачите, никогаш не ја заборавивте Македонија. Цело време, после секој надпревар, без разлика дали сте го добиле или сте го изгубиле, прво беше благодарам на Македонија, благодарам на публиката. Видете, ваква селекција, мислам дека подолго време се крои. Секој што ги дојде у репрезентацијата знае како е чувството. И сите кога ќе искочеме на терен го даваме срцето, на терен го оставаме. Доста репрезентации не подценија, мислам дека тука доста шега изигра што не подценија. И мислам дека не знам што да кажам, ова е стварно сите сме воодушевени ова. Не знаевме ние како е атмосферата тука, дека цело време бевме таму, ама свака час на целиот. Имавте ли постојано информација од тоа како се прославува секоја ваша победа, особено оние кои што не беа повеќе одважни да го победиме народот што живее на југ од нас и секако домаќинот? Видете, ние секоја утакмица влегуваме утакмица за утакмица, без разлика дали е Грција, дали е Хрватска, дали е Босна, дали е сите што мислеа дека можат лесно да не добијат, изигра голема шега што го повтори. Тоа е, мислам дека заслужено го направивме ова и го даваме срцето на терен и што знам. И продолжуваме понатаму. Се надевам, со поголеми успех. Сега со песна на Влез у Скопје. Благодарам. Сите оние кои што се наоѓаат покрај автопатот е се поголем да ги поздрават нашите јунаци. Врбица Стефанов, човекот кој што имаше можност да учествува на неколку првенства во кошарка, чувството секогаш се различни, какво е чувството сега? Чувството сигурно дека е прекрасно. Ова бев пресечен што као спортски директор успеав со оваа генерација да го направиме најдобриот успех. Статистиката кажува се, значи зборовите се најмалце што може да се каже. Прекрасно е чувството. Така? Сигурна сум дека до вас стигаа сите оние коментари, особено од странските новинари, спортските, оние што нели се најкомпетентни да кажат што имаат да кажат. Задоволни од она што се пишуваш и што имате можност и вие да го слушнете? Нормално, Македонија стана многу симпатична земја во Европа, тоа го направија овие момци овде, они се најизлажени за се. Верувам дека ова прослава и овие резултати се памте многу години, пошто знаеме дека кај нас во нашата сладка држава многу прво се забораваат работиве. Честитки од сите страни, значи да не ги набројам, најбројни сме оние што имаме соработка со би ги кажал Монтепаски, даде што стварно многу ни помогна со Мекалеб што ни го даде да ни помогне
Нормално ние му помогнавме со давање на нашиот пасош. Кондиционен тренер од Монте Пасchi моментално е член на Болоња, така да од Турска честитки и од сите бивши јопростори од сите страни. Одиме понатаму. Пред малку рече дека ова не треба да се заборави, нашиот народ заборава. Јас сум сигурна дека ова нема никогаш да се заборави, дека постои оваа земја. И не треба, ова е плюс една мотивација за нас и понатаму да продолжиме да работиме со оваа генерација, ние као федерација да не застанеме, да работиме, да продолжиме со работа и верувам дека и другата година исто така може и да ветиме доколку сме здрави и живи сите, ветуваме дека пак ќе го израдуваме овој нашиот македонски народ. Така ти благодарам, Врбица, продолжуваме понатаму, мораме тоа да го направиме. Сега, за да изгледа сето ова како што изгледа, се погрижи Агенцијата за млади и спорт, веднаш до мене Лазар Поповски, поназад, ајде Лазе малку поназад да имаме добра слика, кој што е нов директор на Агенцијата за млади и спорт, наш врвен спортист, олимпиец. Лазе, да се организира на своји колеги спортисти нешто вако, предпоставам дека е повеќе од предизвик. Нормално, мислам, тоа е не само наша уврска, туку едно огромно задоволство. Секогаш кога наши спортисти се враќаат и го постигнуваат успех, бидејќи ние сме сите и пријатели, знаеме што значи. И еве, уште еднаш би сакал на целиот наш тим, на сите кошаркари, на стручниот штаб, на Кошаркарската федерација, не само да им честитам и да им изразам почит, туку и благодарност за ово што го направија за Република Македонија и за македонскиот спорт. Еве како спортот во една земја како што е Република Македонија, што значи тоа за нацијата и што значи за нашата држава во странство. Ние и понатаму нормално ќе дадеме се од себе да го развиваме спортот во секој правец. Така. Што е она што мораме, што не смееме да го заборавиме како Агенција за млади и спорта, што треба да им го дадеме на овие момци? Ние веќе изјавивме, значи најпрво во името на владата, значи владата на Република Македонија почувствува дека во вистински момент треба да се дојде дополнителен стимул за нашите кошаркари таму. Значи еднократно беа наградени најпрво со одредена сума на средства, потоа со уште една. Самиот резултат без ние ништо да им даваме, значи они си го заслужуваат согласно законот на спорт и категоризацијата. Се во моментот спортисти од прва светска категорија и ќе добиваат 4 години стипендија од Агенцијата за млади и спорт, а ќе направиме се, бидејќи имаме и таква можност, ќе дадеме предлог да го добиат и националното спортско признание. Така, ви благодарам, Лаза, продолжуваме понатаму на градскиот площад, ги покануваме сите оние кои што се уште не се заминати да се таму. Сега не сакаше да се слика, гласот му бил фатен, меѓутоа секундичка. Игоре, колку дена поминати? Колку и кошаркарите. Така? Пристигнавме заедно се враќаме. Ова е вистинската слика, ова е Македонија. Ова е македонскиот народ кој знае да се радува. Предпоставувам забележуваш и самата Анита емоциите. Така, Игор има солзи во неговите очи, да видите кај спортски новинар солзи во очите, тоа е навистина нешто што може само да го видите и нешто не се доживува. Да се биде дел од овој победнички тим е привилегија. Нема сега и мене ги барат. Многу пати реков, изминатите 24-5 дена во Литванија да се биде македонец е навистина привилегија, ништо повеќе. Мислам дека успеам. И ние како телевизија се трудев колку што можев. Имаше киксови, не е дека ги немаше. Па кој не греши? Меѓутоа во такви услови и надприродно не носи се повисоко и повисоко, сето тоа е повеќе од оправдано. Најважно е дека нашите момци... Најважно е дека 2013 сигурно ќе освоиме. Така, Словенија спреми се за македонскиот народ, ако оваа година и оваа првенство кое што се случи во Литванија. Бевме околу 500 се навивачи. Словенија 2013, мислам дека ќе биде претесна за сите оние македонски навивачи кои што ќе сакаат да дадат во жива подршка на своите изабраници на момците, нели, она што се нарекува кошаркарски тим.
били пречекани и дочекани од секој еден кој што се чувствува како македонец и секако повеќе одгорден на нивниот успех. Една информација која што досега не сте ја знаеле, а тоа е дека со летот со кој што дојдоа, значи секој лет авионски во светот си има код, но овој лет со кој што пристигнаа нашите момци немаше бројка, туку имаше име македонска гордост. По тоа име го пропатува европското небо и се спушти на македонската земја. Во моментов се движиме некаде кон градскиот плоштад и навистина повеќе од привилегија е во овој момент да се наоѓате токму овде.
моментот кој сите долго го чекавме. Поголемиот дел од нас ги гледаа на телевизија како гордо ги бранат нашите бои во Литванија. А сега имаме можност да им се заблагодариме за оно што го направија за нас, а и за Македонија. Ајде Македонија да ги поздравиме најгласно што можеме. Најдобрите, најистрајните, кошаркарскиот тим кој додека пишуваше историја, целиот свет учеше географија. Легендите кои ги обединија сите македонски срца да чукаат во еден навивачки ритам. Во овие моменти свечено поминуваат и спортата Македонија, која денес символично го прославува нивниот триумф. Сега би сакал сите да ве замолам да ги извадите вашите фотоапарати и телефони за да го овековечиме овој голем ден за сите нас и да им посакаме добре дојде на нашите герои! Шампиони! Вака ве поздравувам Македонија! Македонија! Додека ги очекуваме нашите шампиони да пристигнат на оваа сцена, би сакал да ги повикам националниот ансамбл танец кој има подготвено специјално изненадување за кошаркарите на Македонија и за сите граѓани на оваа земја.
Браво, Македонија! Пред да ги повикам кошаркарите да се качат на сцената, пред вас ќе се представи ансамблот за удирачки инструменти Сонат под диригентска палка на професор магистар Мојца Седеу, кои што долги години ја представуваат македонската држава надвор од нашите граници, исто како што го направија тоа оваа година кошаркарите на Република Македонија. За македонските кошаркари! А сега на Република Македонија би сакал да ве замолам да ја поздравите Калиопи која што ќе испее нашата национална химна и би сакал да ве замолам сите да пееме во еден глас. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите
македонската кошаркарска репрезентација на ова европско првенство покажа не само срце, туку и знаење и вештина. Вие, македонски лавови, покажавте како се игра за македонското знаме, за македонското име, за македонскиот народ. Кога тргнавме во Литванија, тргнавме со надеж, но без очекување. А се вративме со гордо крената глава и со полно срце. Знам дека се си знаете со нивното име и презиме, но овие неколку реченици за нив верувам дека се малку за да опишеме што се направи вие за македонската репрезентација и за македонската држава. Ке почнеме со најмладите. Еден од најмладите македонски таленти кои пред ова европско првенство се докажуваше во младата репрезентација. Доби можност да опатува во Литванија со македонската кошаркарска елита. Ова е сегашноста, а иднината на македонската кошарка е во негови раце. Со репрезентативен број 10 ви го представува Марко Симоновски! Марко! 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 Иако неговото искуство во помладата репрезентација е за почит, сепак ова европско првенство треба да го подготвува за она што допрва го чека. Со своите 22 години, тој допрва ќе се докажува на кошаркарските терени, а неговото име е Ивица Димчевски! Следниот играч, кошаркарските критичари го опишуваат како брз шутер, на кого ако тргне, ни Господ не го спасува противникот. Токму ова тој го докажа на домашното првенство во квалификацијскиот дел, а посебно против британците, но и на ова европско првенство. Со број 4, ова е Димитар Мираковски! Играчот кој особено се покажа во квалификацијскиот дел. На ова европско првенство само си ја потврди својата улога во македонската репрезентација. Кога беше најпотребен, тогаш се наоѓаше токму каде што му е местото. Со број 6 ви го представувам Дарко Соколов! По неговата извонредна сезона во Бугарија, од овој играч се очекуваше дека и текако ќе допринесе за успесите на нашата репрезентација во Литванија. Неговата одлична партија со Босна и Херцеговина само докажа дека браќата Стојановски се многу важни за овој тим. Ова е Дамјан Стојановски! Ако некој беше решен да ги изненади грците, тоа е следниот играч. Неговите 3 тројки на овој надпревар, како и одличната игра на останатите мечеви, само го потврди она во што Марин Докузовски се надеваше, дека овој джин има уште по-джиновско срце. Со број 14, Ѓорги Чековски! Странските новини го опишуваа како дефанзивен македонски столб.
Но на ова европско првенство тој покажа дека знае и да погодува. Човекот кој се најде на листата топ 10 блокери на ова европско првенство со број 15 ви го представувам Предраг Самарджински. Следен е војнот со лавовско срце и покрај многуте повреди, сепак отпатува за Литванија и го даде својот максимум за Македонија. За жал, прерано го заврши ова европско првенство, но ги мотивираше неговите соиграчи да играат за него и да му ги посветуваа победите. Со број 11, ова е Тодор Гечевски. Играчот кој пред неколку години се појави на европската сцена како дел од македонскиот тим, на ова европско првенство докажа дека пораснал во зрел, одбранбен стоп од кого сите играчи кои ги чуваше им беше страв да не им ја украде топката. Тоа го правеше многу умешно и затоа се најде на 5-то место на ова европско првенство на листата играчи кои имаат највеќе украдено топки. Со број 8, ова е Војдан Стојановски. Неговата задача во оваа репрезентација беше едноставна. Што повеќе поени во противничкиот кош. Освен што си ја заврши одлично, човекот со највисок просек на одиграни минути на терените во Литванија, понад преварот со домакинот не запраша сите. Дали сме свесни што направија овие момци? Со број 5, Мојата изјава беше леле луѓе што направивме, ама денеска морам да кажам леле луѓе што направивте за нас. Фала ви многу. Играта на овој македонец ги полнеше сите светски вестници за време на ова европско првенство. А има и зошто. Второ место на листата просечно погодени поени по надпревар. Прво место во види за 3 поени. Прво место во погодени тројки. Второ место во украдени топки. Второ место во поени постигнати од игра. Лестер Помекене! Комплетна ако го немавме овој играч. Во моментите на најголема возбуда и адреналин, тој беше човекот кој со својата смиреност влеваше самодоверба кај своите соиграчи. Неговите дефанзивни скокови и дабл-дабл учиноци беа и текако важни за успехот на нашата репрезентација. Но најважно од се беше неговиот став. Со број 12 ви го представувам капитенот на македонската кошаркарска репрезентација. Перо Алти!
кажам нешто. Сите се чудеа што се дешава во соблекувалната после утакмица. Да го поканам нашиот диригент да не предводи до попестот. Мики, дојди вамо. Идеме, Мики. Ајде, редите. Ајде, Мики! Дајте аплауз за Мики! Три, четири. Излезимо се! И никако не смееме да го поздравиме човекот кој што беше командир на оваа кошаркарска репрезентација. Човекот во кој сите верувавме од овде, а и сите овие кошаркари веруваа дека ќе ги однесе кон нови победи. Треба ли повеќе да кажам за Мари Докузовски? Поздравам сите што дојдовте да ни дадете подршка. Ние бевме многу далеку од вас и не го чувствувавме тоа дека овде во Скопје, во Македонија цела многу се слави. Сношти бевме многу тажни после поразот. Имаше голема болка во нас, меѓутоа денеска кога дојдовме овде, кога видовме колку не почитувате, колку не сакате, верувајте ми, не ни треба медал. Вие сте нашиот медал! И злато да ни дадете сега не го сакаме, вас го сакаме! А сега, дами и господа, би сакал да го дадете најголемиот аплауз за целиот стручен штаб на македонската кошаркарска репрезентација. Луѓето без кои немаше да победиме и немаше да бидеме тоа што сме. Шампиони, шампиони! Пред малку
Волко Калиопи ви кажа дека заедно со македонската кошаркарска репрезентација имаат една заедничка песна. Таа песна е на сите нас и затоа сега би сакал да поканам Калиопи на сцената за со македонската кошаркарска репрезентација и граѓаните на Република Македонија да испееме дека едно име имаме. Ајде Македонија, раци горе! Покрај Вардар македонци, покрај Егеј македонци, и Потири македонци, славно име Лепогоја. Да ви чуеме сите македонци! на почет, може?
3-4! Браво, Македонијо! Чекайте, и они имаат место за вас. 3-4! Може сега сите заедно. Излези, момче, право на тераса и поздрави ја.